Пораки насочени кон пратениците на СДСМ, осамнаа низ повеќе градови ширум земјата, графитите со прашања насочени кон она што беше содржано во договорот, имаат за цел да ги повикаат пратениците да не се прифаќаат барањата од албанската платформа, за да се зачуваат националните интереси на Република Македонија. Според ВМРО-ДПМН, предлозите и отстапките на СДСМ во однос на законот за јазиците можат да предизвикаат долгорочна штета и носат огромен потенцијал да предизвикаат тензии и нестабилност на подолг период. Реакции пристигна од повеќе страни, собири на членството и поддржувачите на ВМРО-ДПМН, марш на тврдокорни, по кој денеска побараа и јавен отчет зошто воопшто се преговара за формирање влада со противуставни и противмакедонски барања, проследени со инкриминирачки уцени. Реагираа од обединетата македонска диаспора со писмо до високиот представник на Европската унија за надворешни работи и безбедносна политика Федерика Могерини со барање да им помогне на македонците кон трасирање нова патека во односите на Република Македонија со Европската унија врз основа на взаемна почит и заеднички интереси, бидејќи како што стои во соопштението, мешањето на албанскиот премиер Еди Рама во внатрешните работи на Македонија по последните избори потврдува дека било кое ветување од страна на меѓународните посредници дека Охридскиот рамковен договор ќе го заштити унитарниот суверенитет на Македонија биле разоткриени. Се огласи и од Македонски манифест, повикувајќи ги сите македонски граѓани да му дадат поддршка на председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов да не го даде мандатот за уништување на македонската држава, но и да ги чуваат македонските државни институции, председател собрание и влада од напади на сепаратисти и терористи.